Глеј, како платформа, ти си нејзин собственик. Еден од основачите и еден од акционерите. Суштината беше да направиме proof of concept, дека тоа може да профункционира во Македонија, да привлечи користници. Но ми се бедни се идејата дека ми објаснуваат дека има десетици илјади во Македонија кои тргуваат на берзи и така натаму. Како можам јас да купам акции? 2 милиони евра е еден буџет на просечен европски долгометражен филм. Правиме муавет со продуцентите на Беса, тоа беше Беса 2 премиерата. Да. Тие викаат колку 3,5 милиони втората сезона на Беса буџет. И ние викаме можеме ли пола милион да собереме за една сезона на некоја серија. Тие викаат Game of Thrones една епизода е вика 3,5 милиони. Минимум 2 пати сум ги празнил улиците во Македонија, така, значи уверен сум дека може тоа да се постигне. Прв пат е 70-тите градчето Пејтон. Втор пат е Династија, крајот на Југославија. Трет пат се празнеа со Касандра, четвртиот пат Оклон, Жаде. Петтиот пат е исто мојот Шехерезад. Така. Да. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и лайк. Здраво, Дарко, што го врти светот? Стриминг платформите. Добра. Зошто? Зошто овој одговор се прашувам? Кратки прашања ќе ти поставам и те молам да ми дадеш краток одговор. Или тоа или тоа. Преспав или кукли? Преспав. Добро. Глеј или Netflix? Netflix го врти светот, глеја врти Македонија. Добро. Тешко прашање беше ова. И телевизија или стриминг платформа? Стриминг платформа. Си работел и стриминг платформа и во телевизија во минатото, така што не случајно ти го поставив тоа прашање и двете магии некако си ги почувствувал. Баш и за тоа сакам да отворам со моќта на продукцијата да пренесе порака, да смени начин на размислување во една држава, да ја насочи јавноста на некои отворени прашања, проблеми или да затвори отворени прашања. Колку македонската продукција влијае и како влијае на нашата јавност? Колку ја имаме и колку е потребна? Па, ја немаме многу. Таа што ја имаме, влијае спреме мене позитивно, таа што, да речеме, и интегрирана на Глеј, таа малку македонска продукција која е интегрирана на Глеј. Видете, продукција за да влијае, прво треба да е гледлива, односно да е популарна. Така. Да. Значи, прво треба да е, за тоа треба да е квалитетна, сработена и да е сработена по теркот на народот, ајде да кажам. Пораката што ја пренесуваат, да, секоја продукција пренесува одредена порака и е врзана за тоа колку, вака, пример, јас стално го спомнувам, Queen's Gambit, серијата на Netflix која беше пред неколку години промовирана. Светски хит. Светски хит, ја дигна продажбата на шаховски табли за 10 пати. Овој го имам читано уште тогаш податок и вака стално го кажувам кога разговараш со некои луѓе кои сакаат да влијаат на општествени токови позитивно и кога прво прашуваат дали вие имате вести. Аха. Не, ние немаме вести, но ние го нудиме тој, да речем, односно го потенцирам стално овој пример со Queen's Gambit, зашто да речем, влијанието на вестите исто како една продукција, еден тип на продукција. Вестите се и tekako захтевен тип на продукција. Да. Тие влијаат, но влијаат блиц, краткорочно, така. Добрата игра на продукција, ако е популарна, ако е добро направена, може да влијае на едни подолги стази, да речем, на стратешки. Така, ако сакаме добри и паметни деца, ете еден од начините се покажа дека е
Queen's Gambit, каде што веројатно родителите на тие деца увиделе дека може време да почнат да играат шах со децата и ред други веројатно слични игри. И не е само Queen's Gambit, секоја популарна серија на еден или друг начин влијае, од фарбање на коси како Мануел во моето време, кога беа млади бунтовници, кога беа во основно, мислам дека сите беа исто фарбани, дост пренесување на стилови, меѓутоа исто така моментот на тоа дека ете тој беше дете кое што многу учеше, па на тој начин стигна во елитно училиште и слично и стана главен фраер. Мислам дека позитивно влијаеше во тој дел, да кажеме, врз машките кои што до тогаш беа дека не мораат да учат кај нас. Интересно ми е многу дека постои вакво влијание и секаде кога што го гледаме се покажува како многу успешно. Имаме кај нас такви примери, преспав го спомнавме, сигурно за многу теми отвори одредени прашања кои што претходно или не беа отворени или се отвараа во мал круг, а бидејќи масовно се гледа, сите некако луѓе почнаа да ги увидуваат тие работи. Значи, ете, преспав баш е таква еден пример за популарност, влијание позитивно врз општеството, нели? Преспав е Македонија во мало, така ги има сите структури што постојат во Македонија и правците во кои се движат, нели? Тука е ула европеецот да ни кажува дека треба се по правила, тука е и така натаму, да не ги наредувам са сите ликови, но го покажува и исправниот правец, мислам, општествениот, во кој веруваат и авторите на Преспав, и продуцентот на Преспав, каде што треба да се движи Македонија, општеството во Македонија и така натаму. Така, тие се основните постулати, али пред се е популарна и така на тој начин да речем успева да го пренеси и предпоставам се, не знам, некојаш со Пеце ако пак разговараш тука, ќе го прашаш дали се измерило тоа колку успеала да придонеси во да речем менувањето на општествените мисли, но јас мислам дека да. Неминовно придонесува, да. Чисто сакав и домашен пример да дадеме. Да. Глеј, како платформа, ти си нејзин собственик. Ко-собственик, еден од основачите и сега еден од акционерите, да. Да, ќе го објасниме тоа, едва чекам да зборуваме малку за бирза, тука не сме отвориле темата, барем не за македонска бирза. Моето главно прашање за Гле е прво, како одлучи дека ќе настапиш да се бориш на македонскиот пазар против играчи како Netflix и слично? Не е против, туку некако можеби како заедно со нив. Навиката наша да гледаме Netflix, понатаму не натера да си го купиме Глеј заради продукција која што можеби големите стриминг платформи немаат интерес да ја имаат, ама е македонска регионална продукција што ние сакаме да ја гледаме. Так. Како дојде тој момент и таа идеја? Ајде, вака малце се да се вратам 20 години наназад, кога бев директор на еден телевизија. Иначе јас сум по вокација ICT експерт, така, значи, тој факултет завршен и првиот дел од мојата кариера било тоа, но после тоа е некако мешавина со контентот, односно медиумите, но таму таа технолошка компонента никогаш не сум ја запоставувал, дури обратно сум ја форсирал, не знам, например, 2000-та година уште еден имаше, тој е првиот news сайт во Македонија, така, значи, кога дали 5% од Македонија имаше некаква интеракција со интернет, така, ние го оформивме уште тогаш A1.com.bk, кој години после беше буквално најпосетуваниот, најчитаниот не само news, него и вкупно портал. После спроведов одредени внатрешни дигитализации на A1 за побрзо одвивање на процесите и така натаму. После A1 еден краток период пак работев во Бум. Бум беше фактички пак дигиталната технологија, во случајов дигиталниот бродкастинг, споен со медиуми, тоест со телевизии. Пак беше тоа една пионерска работа во Македонија. Ајде, така неколку години тлееше таа од 2015-16, пошто
детектирав дека веќе и локалните, нели, светските глобалните платформи се развиваа, но веќе видов појава и на локални, во регионов, значи Словенија, негде Чешка таму и така, на успешни примери кои го пренесуваа контентот во дигиталниот свет, на тој начин помагајќи им и на глобалните, помагајќи им да го забрзаат трендот на нелинеарно гледање, така. Добре. Значи, тие глобалните и овие локални и така натаму сите придонесоа да се смени драматично. Плюс на тоа кога ќе додајме и YouTube и социјалните медиуми, значи луѓето сега доминантно гледаат нелинеарно. И то некои викаат помладите, не помладите. Наречаме веќе то зафаќа и 50 плюс популација. Значи, сака да си го испланира денот, сака да се види кога тој сака, така да си ја пушти одредена серија или одреден филм или одредена било каква програма. Да комбинира, можеби ќе добие вести од едно место, нешто што има на телевизија, ама нешто нема на телевизија, нешто си утнал на телевизија. Така. И сега гледам дека никој во Македонија тоа не ни помислува, така од друга страна македонската продукција дел се нешто се раштрка по YouTube. Да. Дел ја немаше нигде, пошто не можеш и се да ставиш на YouTube, нели има таму тие лицензни права и така натаму. И окей, фати и короната тогаш. Јас претходно работев И одеднаш сите гледаа премногу Netflix и HBO и бара премногу нешто друго ново. Тригер и знам и знаев и тогаш дека Македонија мора да си има една своја стриминг платформа, така. Да. И ајде викам се јас со целото моје искуство и претходно да ја потегнам таа работа, најдов тројца партнери плюс, да речем, да кои ги убедив дека ова добра идеја и е вредно да инвестираат барем за да го покажиме концептот дека може да успее. Најдов технолошка фирма која имаше скоро готово решение за ова, со широка лепеза на апликации, тоа ќе се вратиме малце покасно, колку е тоа битно. И направив разговори со уште сите што мислев дека се потентни продукции односно сите што имаа нешто вредно сработено во последните 10 години, така. Да. И најдов на многу добар одговор од нив, сите беа спремни, застанаја за така ја собравме првичниот каталог. И го направив така, на тој начин го направив првиот стол. Така, значи, тука застанаја за тоа Охо, застана Роберт Насков, застана Оги и Столе и така натаму, да не ги бројам, сега ќе заборавам некого. Целиот каталог на Милчо, например, е кај нас. Се сложија да биде се. И беше идејата ова да биде местото на дополнителна монетизација во прва фаза и понатаму не само да бидеме пасивни играчи, туку да дојдеме до одреден степен каде веќе ќе бидеме и активни играчи, кои ќе ја значи активно ќе придонесат за креирање на што повеќе македонска продукција. И тоа е одлично и многу сакам да зборуваме за тоа како се активирате, особено имате еден малку пионерски потек што ќе го зборуваме за кратко, ама ме интересира што најмногу луѓето гледаат. Сега имате некаде база од над 30.000 корисници? Значи достигнуваме во одредени месеци над 30.000, вкупната база е над 100.000. Значи ние на самата наша платформа имаме регистрирано над 80.000 корисници и плюс уште над 20.000 кои се стримаат на гледај преку Max TV платформата на Македонски Телеком. Значи вкупниот број, да речем вака, веќе надминува 100.000 на оние што имале интеракција. Сега тука е месечно да бидат редовно присутни. Тоа е другата работа и тука негде над 30.000. Ајде вака да се вратам малце. Значи, прво беше македонската продукција, вториот стол беше детска програма. На македонски и на албански јазик. Значи, немаш во тоа ние гледаме Пау Патрол на македонски. Така. Кај децата па апсолутно е дигиталниот свет, онаму каде што да речем тие
сме разговарали претходно со тебе дека некоја генерација се така околу 15 до 25 години тие веќе и поимат линарна телевизија и метујки, така, значи тие освен некој ако не гледа спорт, да речеме тие не ни уклучуваат линарна телевизија. Добро, спортот е многу регулиран, никаде на друго место не може да го најдеш. Ете така, да. Се менува и тоа на светско ниво. Океј, ова детското го немаш нигде. Значи, одиш на Netflix и ти да детето му пушташ на англиски, така. Да. Познато и од психолози, да речем, и прифатено и од голем број родители, дека детето треба да расти со мајчиниот јазик. Така, па најбргу така ќе научи да зборува, да комуницира најприродно. Дури имам примери каде што, да речем, деца соочувајќи се со dual language околина, дури и психолошки влијае тоа лошо на нив. Да. Така да, тоа беше вториот столб. Детската содржина синхронизирана на македонски и на албански, таму веројатно и најголемата почетна инвестиција беше во синхронизацијата, пошто тоа кошта. Да. Ама и заради тоа што тоа кошта, големиве платформи, да речем, не гледаат ЕСАП за таков мал пазар како македонскиот да го тоа инвестираат. И третиот, да речеме, странската програма, во која доминираше и доминира се уште таа регионалната, така, тоаш имаш исто, да речем, на легален начин не можеше да му достапиш, што е голем дел од таа посебно српската револуција, да речем, што ја направија тие години. Ама има ја собравме и таа продукција, и нормално и Холивуд, и европска продукција, сето тоа преведено пак на македонски и на албански јазик. Значи, достапноста во смисла на јазична достапност ја направивме и на странската програма многу по ова. И сега тоа не беше борбата, види, борбата од се ова што најмногу кликаат, мене ме интересира. Значи домашното. Зашто ги имаш инсетот? Домашното. Така, добро, ама кој има ли една звезда што е најгледана? Значи еден филм или серија или пак ќе дојдат за едната, па ќе ги изгледаат сите други? Па периодично Преспав е константа цело време, така, значи Преспав е дефинитивно константата цело време, се враќаат пак да гледаат. А од филмовите, например, ланската година почна со Нешто сладко, кој беше апсолутен рекордер, и тамо неде од со Сашко Коцев и Елена Коцев, да, тој си е омилен лик, Сашко си е омилен лик. Ама и Елена е. Да, и Елена плюс таа комбинација. Комбинацијата. Да. Да речем од средината на годината кога го поставивме, те дуажи мене, тој почна да доминира. Тука нема некои многу, мислам, има неколку актери кои што се популарни, не се сите, не се главните ликови, ама некако добро помина кај публиката, претпоставам затоа што е во основа комедија. Така, да. Значи би кажале дека комедија филм се комедии, така. Едниот малце посветла, другиот малце по темна комедија, ама комедии се, да. Добро, значи сакаме да се насмееме. Зошто тогаш немаме хумор на телевизија или барем го нема доволно? За мене тоа не е природно на нештата, да немате вие хумор на телевизија. Секој сака да пушти телевизор да се насме. Во ред, знаеме дека живееме во земја која што на вести нема да пренесува најубави работи. Мислам, дури кога имаме убаво нешто да се пренесе, ретко го гледаме на телевизиите. Не слушаме за успеси на наши филмови, многу често не слушаме за успеси на наши спортисти. Тоа никогаш не е за навести, не е за прва вест. Значи, гледаме најчесто лоши вести слушаме. Од друга страна, потоа имаме многу дебатни емисии, огромен процент на дебатни емисии. Нешто најблиско до ентертејмент е, да кажеме, некои звездите на Грант и така натаму. И потоа повторно во делот на серии гледаме серии кои што се трагични, многу трагични. А ние велиме тука публиката каде што можеме точно да ја измериме за што доаѓа за комедии. Зошто нема комедии? Скапи се за снимање, скапи се за купување или? Па еве се каде е проблемот? Мислам К15 да не зборувам дека се најпознати за секогаш. Така е.
Па не знам зошто мене ми го поставаш тоа прашање. Како некој кој што прави продукција, бил дел од Значи, ја не сум телевизија и одговорен. така натаму. Значи, на времето имаше, така, значи, Да. кога јас во тие 10 години имаше и таа интертеймент, имаше многу други формати и работи кои на еден, така, значи, ти си Ребел ДВ генерацијата, некој малце помлади од тебе се Покемон Дигимон генерацијата. И јас сум Покемон Дигимон. Така, Јас да, бев во основно за Ребел ДВ и така да двете ги гледав. Имаме изблици, кога видите овие. Ако зборуваме за македонска, интертеймент, комедија, македонска, така, значи, не знам, таму 90-тите, убедливо најгледана представа во театар беше Солунски патрди, така. Така е. Тоа е. Не се клади на енглези, исто меѓу погледаните. Тоа е сега, така, понова. Да. Па имаше тие Салон Хармони и така натаму, и после го имаш Преспав, така, значи, со 7 сезони. И ете, Преспав го нуди тој хумор, го нуди. Еса, зошто... И вчерашни беа гледани, да не ги заборавам. Вчерашни К15 ги спомна, да, уствари... 5 сезони, анализирајќи ги овие мали пазари, и во... Го пратам и словенечкиот пазар, така, значи, ако сакаш континуитет, тука е негде во тој, така... Секаде, не мислам дека сме посебни во тоа, секој човек сака после работа и стресови и нервози да седне и да се насме. Јас гледам стендап и лично премногу на телефон од сите теми и од сите идеолошки позадини, така што тоа е нешто кое што верувам искрено дека ни е потребно. Сега сам си кажа дека си постојано иноватор, значи зборуваме за прв нюз вебсайт, потоа зборуваме за прва стриминг платформа и сега следно прва компанија како стартап која што излегува на берза. Да, Вие сте сега во фазата на излегување на македонска берза да направите објава на акции од Глеј, односно секој од нас да може да си купи акција во Глеј. Така е. Каков е тој процес? Кажи ми прво како дојде на идејата дека ова е начинот како ќе се финансираме, на страна од сите други што постојат, а второ, каков е целиот процес да се стигне до таму, затоа што никој не се охрабрил до сега? Ајде, вака, значи прво, и претходно кажав дека Глеј, односно Swotmaster, компанијата која го има брендот Глеј и го работи брендот Глеј, беше формирана од 4 партнери, така? Да. Значи не беше она едногаздинска приказна, јас ова, јас она и така натаму. И суштината беше да направиме proof of concept, дека тоа може да профункционира во Македонија, да привлечи корисници, дека може да се обедини суштински, да речам, македонската продукција, да се исинхронизира поголема количина на детска продукција и така натаму и така натаму. И тоа го покажавме, ама уште од старт ние рековме че финансираме до нивото на proof of concept и после ќе бараме до финансиери, така. Го развивме брендот и така натаму и така натаму. Сега дојде моментот, видете, знаеш и ти дека во медиумскиот бизнис инвестициите се големи. Така, значи не можеш сега ти тука со 50-100.000 евра, 200.000 евра, така да покрениш некоја да речем посериозен континуитет на македонска продукција. Продукцијата кошта, колку и овде е рационално да се работи, колку да е рационално да речем, колку сепак таа кошта, така. И сега имајќи го тоа во предвид, пред година и пол негде пристапија некои тие што работат со берзите, плюс после бев и во Комисија за хартија од вредност, бев и на Македонска берза, така и сите ме убедуваат дека е добро тоа, ние немаме, не знам, лиценца за или земјиште, така, значи, пошто банките наши се многу ригорозни тука, колатералот го бараат, да е чврст нешто што утре можат така да го продадат и така натаму. Значи банките како извор на финансирање потешко да убедиш поединечни инвеститори сега дека треба да вложи поголема сума за да се развива оваа продукција. И овие викаат, ајде, окей, еве ти друг начин кој е релативно ефтин, ајде условно речено тие покаматни и
така натаму тие параметри. Јас не сум многу тука стручњак, но ми се бедни се идејата дека океј, зошто да не? Ми објаснуваат дека има десетици илјади во Македонија кои тргуваат на берзи и така натаму, зошто да не им понудиме една можност да кофинансираат, односно да купат акции во Глеј, на тој начин ние сме уверени дека вредноста која сега ја вложуваат за неколку години ќе им порасне, така од една страна, од друга страна ете да имаат можност во нешто што тука се одвива да придонесат така во тоа. И сега цените на акциите на берзата и на сите без разлика какви да се пазари, меѓутоа берзата е сепак еден регулиран пазар на акции и собственост, се движат во однос на ризикот. Вие како нова компанија веројатно не може да понудите цена каква што има, да кажеме, некоја компанија како Комерцијална или Алкалоид. Имате ли идеја со колку ќе стартувате? Која ќе биде цената? Да, точно има определено, пошто види се оваа процедура, не е така, ние сме седнале четворицата и ајде, така. Значи, овој процес се одвива добри 7 месеци наназад, активно се одвива. Претходно беше консултативно, дали треба или не треба. Значи, прво, пошто фирмата беше ДОО, така требаше да ја трансформираме во АД и тоа оди, си има одреден процес и така натаму. Морате се да објавувате јавно во тој процес сите финансиски извештаи. Така е. Тоа негде ноември резултираше со конечна трансформација, така нешто крајот на ноември. Сега следната фаза пак е за да емитуваш овие акции на ова, значи има и уште потежок процес сега. Значи емитуваме дополнителни 200.000 акции, кои една акција ќе вреди 600 денари. Добре. Со купување на една акција може да се купи со 600 денари и секој да стане, секој немаме може ограничување, значи може и 600 денари некој одnosno една акција само да купи, може да купи да вложи 1000 евра, да кажеме, и да се купи многу повеќе. Основната идеја е да што повеќе луѓе да им дадеме можност да инвестираат тука. Значи тоа е така од прилика нас не е замислено, така. За мене е интересно ова, искрено е нешто што е ново, кое што не е редовна пракса, особено ако не се работи за огромна компанија која веќе нема друг излез од толку сопственици освен да стане акционерско друштво и за да продолжи да се финансира соодветно и така натаму. Кај вас е првичен потек, нормално никој не може ништо да гарантира, но сигурно имате некоја идеја каде сакате да стигнете во следните 2-3 години како компанија. Да речем на 5 како вредноста ќе се зголеми, да кажем. На 5 е фрлена, види вредноста е че е зголеми или не пазарот, така. Точно, меѓутоа на компанијата, не на акцијата, тоа не можеме да го знаеме никогаш. Значи единицата мерка во овој бизнис е месечни корисници, така. Значи пошто нели тој циклус е месец дена на ова. Значи месечни корисници, број на месечни корисници. Сега негде во последниве, да речем 5-6 месеци имаме просечно 20.000 месечни корисници со пикови од над 30.000, па нешто ќе падне и така натаму. Многу просто. За 5 години проекцијата е да имаме стабилни 100.000 месечни корисници. Редовни 100.000 месечни корисници. Така. Да. Значи некој што ќе посвети сат време, 2 сати, 10 сати, 30 сати, небитно, така на Глеј. И да станеме на тој начин доминантен снабдувач на содржини во Македонија. Ете, тоа е на вакви, да речем, видео содржини, квалитетни. Тоа е планот. Изразен е, тој ќе биде објаснет во тој инвестициски флаер, така, значи тој кој ќе биде достапен на јавноста и кој ќе го пропагираме во рамките на некои дозволени норми кои се. Јас сум уверен во тоа, така како човек што минимум 2 пати сум ги празнил улиците во Македонија, така, значи уверен сум дека може тоа да се постигне. На што се празна улиците во Македонија 2 пати, па ќе се вратиме мала дигресија, зашто така само не може да се каже. Значи прв пат е таму 70-тите
градчето Пејтон, така. Вторпата Добре. е Династија, таму тоа беше негде на крајот на Југославија, или почетокот на Македонија. Трет пат се празнеа со Касандра. Добре, јас тоа го памтам. Четвртиот пат беше, и тука се тие моите два пати сега. Аха. Четвртиот До беше Оклон, Да. Жаđe. Жаде, да. Да, Жаде. Како беше предизвика и Джована, една исто поголема се викаше. револуција, нели имаше веќе, Да. што зборувавме претходно на влијанието, и петтиот пат е исто мојот, тоа е Шехерезад, така. Да. 1001 Леле, век. жаде, дека се облекуваа луѓе како жадиња и се шминка, Да, така, да, тоа беше стварно интересна појава, исто како касандрите што се носе, така што добро. Сега, со овие средства практично треба да се обезбеди за инвеститорите тој раст што планирате да го направите на компанијата од 20 до 30.000 гледачи да стигне на 100.000 гледачи. За 5 години. За 5 години. Како тоа ќе се постигне? Каде ќе се инвестираат средствата? Кои што ќе се добијат? Најмногу во програма. Добре? Има дел што е предвиден да се инвестира во маркетинг нормално, Секако. така, и има дел во технолошки развој. Добре. И сад, ајде, тоа најмногу во тоа во овој ад серверот, така, значи пошто не го спомнавме тоа претходно. Значи покрај самото стартување на Глеј пред 3,5 години, пред пола година ние ги воведовме рекламите во Глеј. Тоа го рачунам како пратејќи ги нели светските трендови. И Netflix веќе има пакет со реклами, и Amazon Prime Тоа е има. поевтиниот пакет обично со Поевтиниот, реклами, а ние поскапиот одиме е без. уште еден чекор, значи имаме и еден дел, еден пакет кој е сосема фри, Да. така. Каде што може ќе и што содржи добрти некој светот да се десетина. гледа. Да, каде што може и твојот подкаст да се гледа. Каде што има некој 10% во овој момент од програмата, која ја менуваме динамично, така ја понудуваме. Тоа е за корисници кои може да почекаат некој програм, не сакаат така да за некој што е во платениот дел да се симни тука, или едноставно не сакаат никаква финансиска обврска. Воведовме хибриден пакет кој е целата програма ама со реклами, и оној премиум делот си останува така за полна цена, за без реклами. Меѓутоа една работа мислам дека во Македонија мораме да ја разбереме, и се повеќе, особено нашите генерации, го ја разбираат економијата позади нештата. Ако сакаме да има повеќе македонска продукција, или ако сакаме да гледаме нешто такво, треба некогаш да бидеме подготвени за тоа и да платиме, нели, за представа да платиме, за филм, за концерт и така натаму, особено ако земеме предвид колку цените на културата и на продукцијата за крајниот корисник се многу пониски од, излегување во град. А вие плаќате еден месец да гледате, да се забавувате, нормално има опција и само со предплатата за дома да се гледа телевизија, меѓутоа така не поддржувате македонска продукција. А сега ти спомна дека дел од средствата и од овие, верувам и од предплатите, ќе се користат во креирање на нови содржини. Така. Што планирате да се креира? Дали тоа ќе бидат само серии, ја спомнавме Преспав, сигурно и некои други нови ќе излезат, дали ќе бидат филмови кои што се покомерцијални како нешто сладко, или може би да биде и нешто сосема трето, емисии, подкасти, не знам, што и да е што ќе донесе луѓе. Секако ќе биде комбинација на сето ова, така. Значи јас реков програма, од најмногу во програма, од програмата па најмногу, ќе има дел и набавка на странска програма, но најмногу од програмата пак ќе биде инвестирано во македонска продукција. Воглавно, и од моето претходно искуство од Ајан, кога се работеше Милионер, кога се работеше Тркало на среќата, кога се работеше на крајот сето тоа крешендо доби со македонскиот идол, така за кои 3 месеци водев битка со продуцентската куќа што лиценцираше да биде баш македонски идол. За жал таа приказна таму заврши како што заврши. Сега, познати и признати франшизи.
Добре. Тој секој потенцијален инвеститор треба да знае дека нема се да експериментираме нешто многу, така во поголемиот дел од работите. Така, значи, за да се осигура овај раст кој го ветувам и кој, да речем, го гледам пред мене, сепак треба да се оди на проверени работи, тие да бидат тие ударните. Така. Секако, одреден дел ќе биде за нови проекти, инвестиција во ова, но, еве, да речем, предвидено е Преспав 8. Да. Така. Имаме продолжението на Тедуа Мангава, сценариото е готово, го имам прочитано, така, со Маријан начелно сме договорени, нели, после во успешноста, да и ние бидиме дел од продолжението. Успешен проект, наполни сали, веројатно во последните неколку години е најпосетуваниот во кино проект македонски. Не знам, тоа мора киносалите да каже. Па ги знам податоците, да, затоа кажувам. И од онај жанр што правевме, нели, некоја комедија, го погодија пулсот на народот. Значи тоа е со Роберт Насков е оптимиста дека ќе може некако да го сними конечно тоа второто продолжение на Зоки Поки. Така, значи Зоки Поки е извореден продукт. Да, извореден се продукт надевам дека ќе се случи. Да, за жал не успеа во брзо време, но има одредени, да речем, како тоа да направи со Светот на Биби исто со имаме договорено еден дел од Светот на Биби да го кофинансираме, значи тоа е едната работа, втората работа ќе се застива на формати. Готови формати, успешни, покажани, докажани во светот и да... Како што беше, например, Милионери така, да, сега, дали ќе биде квиз шоу, веројатно не, ама ќе биде некој тип на формат. Точно, кој ќе па биде пак забавен и привлечен. Survivor, тој беше регионален. Многу веќе сме виделе успешни франшизи. Мислам дека Survivor уште го има во делот... Во моментот мислам дека српската верзија оди, да. Да, во Србија оди, сега не сум сигурна за Хрватска. Ама ајде да не... И нашата тенденција е да влеземе во тие неколку, така, значи, да разградиме на регионална соработка. А во однос на серии кои што се франшизни, примерот со Сашко и Сашка е многу добар, затоа што баш беше пред некоја епизода и Билјана Драгичевиќ тука и го зборувавме тоа, они беа супер популарни во Македонија, се направи таа една сезона од Сашко и Сашка, кај нас прекина да се финансира тоа, во Србија се случи Андрија и Анџелка и тие стана многу популарни и продолжија. Да. Дали такви затоа што тоа се проверени сценарии и така натаму кои што само се приспособуваат. Сте размислувале ли во таа насока? Под формати не мора да значи само квиз или реалити шоу, значи може да значи например, не знам, игра на програма, така, игра на програма, така. Да. Се уште мислам дека као крупно Преспав има се уште потенцијал за уште неколку сезони. Има, да речам, пред да се воведе некој друг. Не знам, еве, пратејќи некои словенички искуства, тамо да, тие откупија готов формат, готови сценарија и да речеме најуспешна една платформа во Словенија ја влечи таа баш една серија како оригинал. Така да окей, јас има опции, пак да речам од моите искуства, види, ние сме комерцијален субјект сепак, така, значи за нас немаме луксус да промашиме крупно, значи можеш малце да промашиш, можеш малце да натврдиш. Ама не смееме крупно да... Тоа го знам од моето искуство, пак ќе кажам така, како добро, се развиваше Ајден на времето. Како можам јас да купам акции? Сега јас да мене лично значи, не прашувам за другарка. Физичко или правно лице може да ги купи акциите по некои законски регулативи што се во Македонија, колку што знам, тоа ќе биде објаснето и од наша страна. Значи треба први што еднаш со било кој од овластените брокери во Македонија да некаков договор да се потпише дека го овластувате преку нив, пошто кај нас не може како поединец да изтегуваш да берца, него мора низ тие брокерски друштва или лиценцирани брокери поединци. И од кога имаш тој договор, после има и дури има и апликација, колку што ми објасни директорот на Остој, колку што сум видел, има апликација на која може лесно да се
современо да се тргува со акциите и да се купат акциите. Значи акциите се купуваат, тоа ваква процедура е многу битно да се кажи, доколку се исполни минимумот, таму има законски минимум 60% од овие акции да се продадат, тогаш се впишуваат акциите, доколку не се исполни, не верувам дека тоа ќе се случи, но треба да знаат тие инвеститорите дека тие пари ќе се вратат назад на тие кои ги вложиле до тогаш. Така, значи, основа за успех и за впишување на акциите е 60% од овие 12 милиони, значи колку е тоа, негде 7 милиони. Значи да се создаде еден сериозен интерес. Чекај да 120 милиони, таа се грешиме со значи 2 милиони евра, ајде, нешто под 2 милиони евра, така. Значи 60%, значи треба негде околу 1.200.000 да се соберат минимум и во тој случај акциите се впишуваат и така натаму. Да. Ова 2 милиони евра, ние кога ќе го слушнеме во Македонија, паѓаме во несвес како да е многу. Она што треба за чисто да се ставиме во еден контекст меѓународен да се каже, дека 2 милиони евра е еден буџет на некој просечен европски долгометражен филм еден. Од она што јас го гледав како некои бројки предходно, да не зборуваме за холивудските филмови, каде што сега имавме со мал буџет Оскаровец, кој што мал буџет е неколку десетици милиони, а 3 пати повеќе од тоа е вложено во пиар и промоција на филмот за да стигне на Оскарите само воопшто и за да добие Оскари, така што тие дури важеа за филм кој што најмногу вложил во промоција за да добие Оскар и ете тоа на крај им се исплатало очигледно. Меѓутоа кога зборуваме за продукција, 2 милиони не се така многу. Светот вложува екстремно повеќе, нашата држава за жал во моментов вложува помалку, но верувам дека со сите желби од сите страни кои што доаѓаат да постои таква продукција и со тоа што верувам дека вие ќе го направите во идниот период да таа продукција биде и комерцијална и поисплатлива и така натаму, мислам дека ќе се смени мајндсетот и начинот на размислување и во македонските институции дека мора да се вложува во ваква продукција. Како и што значи тоа за една држава во однос на пораката што се пренесува? Во оваа насока повеќе мислам на еве на пример како Америка и Холивуд влијаат на целиот свет преку својата продукција. Колку има влијание? Драматично. Добро. Така, значи драматично влијание. Видите, поп културата е таа низ која се влијае врз широките маси, ајде да кажам. Да. Скриено, нескриено, некогаш отворено, некогаш скриено и така натаму, што се концепти на пропаганда кои се разработувани во времето на почетокот на Холивуд 20-тите, па и дури... Не ги викаме сега пропаганда. Да. Добро, де факто се примери така, значи после тие некои искуства се да речем искористени дури од лошите чичковци, така, нацистите и така натаму. Не е битно. Да, но може да се користат за лошо. Примерот е да се вратиме на позитивен пример. Да. На примерот со Queen's Gambit, така, и така. на примерот на како ти си ја правела косата кога го гледаше Ребел ДВ во тамо 2000-те години. Тоа е добро, тоа е така и така. Пак ќе речем, поп културата е таа која така или не знам, гледајќи го колку влијаеше милионер, еве, да речеме. Така е, на развојно ние знаење. милионер го гледавме на ХТВ, така, и се Да. воодушувавме на Тарик, притоа развивајќи го комплексот на Македончето, така, дека некој таму Хрватска, која ни била братска земја, нели заедно сме живееле, напреднала до таму да има таков да квиз. има милионер, така еден светски формат и Тарик како тоа добро изгледа и така натаму. За среќа, да речем, и јас и еден именјак мој пред тоа, да речем, иницираше целата работа, то Чето, Македончето, така не ни беше баш, да речем... Мило. Не мило, него во карактерот него имаме се направи убав и македонски го направивме милионер. така и ете
Со тренда како водител, кој што тргна исто малце беше под одличен. застана, па јас после пак уште еднаш сите ми вика како можеш ти тоа не Македонија не може милионер. Абе зошто луѓе да не може милионер? Што ни фали? Имаме две раце, две нозе, така имаме И беше имаме ултра ова, ама популарен. немало пари, абе нема пари. Ќе се направи порационално. Истото важи и за овие сега 2 Ама милиони беше евра. многу популарен. Сега влијанието на тоа, најднаш Така е. сега тип, така, слушајќи хрватски, слушајќи тие, нели, пошто има и многу голема едукативна компонента милионер, така. И са ти најднаш се појава трендо, најднаш тие прашања, прво се релевантни за Македонија, така не гледаш некој хрватски крал Така е. од 16 век, туку правиш повед за нешто македонски природбеник од 19 век, ајде. Така. Или за реката македонска, а не за реката хрватска, така. Точно и најднаш има таа едукативна влијанието компонента. врз ова, немаше епизода на милионер што беше под 20% рейтинг, така што е врвен рейтинг за Да. за еден програм. А зборуваме за Влијанието едукативна програма. да не зборуваме за сега се почувствува македонецот, така, Да. се почувствува вреден, заради тоа што Македонија може да го има тоа. И сега во меѓувреме, така, тоа сето се изрелативизира некако. Меѓутоа, исто така се Истото и за играната промовираше- програма, така, значи луѓето си го сакаат преспав бре. Преспав треба да му се овозможи годишно додека трае да го има преспав, така. Луѓето си сакаат и се тоа еве се да не го наведам. Зоки Поки. Жалосно е што Зоки Поки Жално е. кој се проби до Скандинавија, до така. И тоа пазете во Скандинавија, за да успее да влезам било која продукција за деца, има такви строги правила. Јас со Секако, да. некои членови од тимот разговаравме, има толку строги правила што на дете можете вие да му дадете да гледа. Да. Значи сите тие скалила ги поминала оваа македонска продукција и како родител сакам да има таква затоа што и јас ја гледам, затоа што помага да му објасните нешто на детето кое што тешко е да се разбере, па преку Зоки Поки полесно се објаснува и така натаму. Многу е важно да има такви нешта и нели кога ќе кажеме пропаганда, секогаш мислиме на она лоша политичка пропаганда, често која што се користи во најразлични воени ситуации, меѓутоа генерално промоцијата, комуникацијата, вредностите кои што се промовираат може да направат и многу добро, може да направат лошо и добро. Тоа е силна алатка која што во моментов македонските медиуми многу малку ја користат за да направат, да кажеме, една јавност каква што сакаме да имаме. Драго ми е што се вклучувате во тој сегмент. Сега гледа доста user-friendly, за да се вклучи некој кој е главниот чекор што треба да го направи. Мора да има смарт телевизор или друг тип на уред од типот на компјутер, лаптоп и слично, така? Да, значи до каталогот на Греј си пристапува преку голем сет на апликации, така. Значи за сите смарт телевизори произведени од 2017 наваму, значи во последниве 8 години има апликација, значи сега да не ги наведувам сите од Android TV, па преку Samsung, LG и така натаму, Philips, па дури и оние со така наречениот кинески Android, така тие. Каков телевизори да имате, може да. Да, значи од 2017 наваму ако е произведен, треба да има Греј апликацијата расположива. Со 99% ова го тврдам дека треба да има. Така. Немаме се уште спонзор Имаме Sony, Samsung, така што сакате да зборите. двата мобилни телефони и нормално на таблет или компјутер. Да, на компјутер, на било кој веб пребарувач. Така да широко сме распространети. Се соочувате со наков проблем да еден се претплати и 10 телевизори гледаат или тоа не е проблем, тоа е тоа? Па мониторираме од време на време, не можеш тоа да го спречиш, пошто ги пратиме трендовите на да речеме, глобалните платформи и не е битно, нека има интеракција што повеќе. Битно да се Греј. гледа. Битно е да излезат, да го сватат она што ти претходно го рече, дека ова е индустрија. Така, значи овде еве сега ние, колку луѓе работат на овој подкаст само, така? Еве, на една од најелементарните форми на продукција, така? Значи тука се едно 6-7 луѓе, така, кои работат на ова. И тие работат еден, твојот
така натаму и на крајот земаат некаква 6 плата. со други кои што се Така, вклучуваат сега, пропатно. ваму кога ќе земиш ти, кога ќе расшириш тоа на поголеми емисии, кога ќе го расшириш тоа на играната програма, станува збор за илјадници луѓе кои директно или индиректно живеат од продуцирајќи ги овие содржини, така. Значи илјадници луѓе во Македонија. Сад, окей, кај нас се свеста уште на ниско ниво околу тоа пиратирањето и така натаму, но ја градиме полека. На крај крајва ете затоа и тој слободниот дел, па и не мора да платат, ако толку е тоа. Нешто може сепак да гледа. Проблематично, но да, во основа мора да се развива македонската продукција. Јас се сложувам и сега за прв пат има меѓународен пазар за македонска продукција со оглед на тоа што ние гледаме продукција на сите јазици кои што постојат во светот, дури на корејски гледавме пред некое време Squid Game. Така е. Која што е апсолутно невозможно да го слушаш, јазикот е комплетно различен од се што сме слушнале претходно во секој поглед, ама ја изгледавме, добра серија ја изгледавме. Јас секогаш сакам тоа да го кажувам, мислам дека не грешам тука, дека имаме сериозен талент од ништо да направиме нешто и верувам дека вие имате талент од 2 милиони да создадете многу добра продукција која што понатаму ќе ви донесе и многу повеќе. Види, рационално ќе ги работиме секако. Те постоите, ако на времето ми викаа милионер, дека милион евра, и да, ако ќе подиш школски, да, тоа беше милион евра, ама ние моравме да го рационализираме и го направивме, мислам дека една сезона беше негде околу 350. Значи за третина од тоа изгледаше така како што изгледаше пак супер, така заради тоа што е толку е пазарот. Не можеш ти ако тргнеш од тезата дека мораш милион евра школскито да биде како што некој друг ќе ти нацрта, тогаш да и Македонија никогаш немаше да го има милионер. Така да и ова исто така. Не знам, правиме муавет со продуцентите на Беса, тоа што беше Беса 2 премиерата пред 3 кусур години. И дебе нив ги караја, тие викаат колку 3,5 милиони втората сезона на Беса буџет. Да. И ние викаме ние не можеме ни пола милион да собериме за една сезона на некоја серија и така натаму. И тие викаат да, ама вика не знам Game of Thrones една епизода е вика 3,5 милиони. Така да има и тоа го има, но видите, во бизнис планот не ни е тоа ставено, ама очекуваме да државата сепак го тие имаат, мислам дека владеачката партија има и во изборната програма тоа ставено. Дека ќе поддржува и така натаму, побрзо да го реализираат. Ова сето што го кажував е во основа најдобрата одбрана на идентитетот, така, пошто окей, ајде со надсинхронизацијата на турските серии која јас ја иницирав на некој начин за да ја направам попристапна за македонските гледачи, ама така не го решаваш комплетното нешто. Така да ти ја правиш попристапна, ама содржината внатре ти не ја контролираш. Така и не можеш да ја упатиш она порака која ти ја сакаш. Да. Како држава, така, или како општество и како. Така да можеш да одбериш нешто што е слично и што викаш дека окей, или е некоја да речем универзална љубовна приказна, така, или универзална некаква приказна, па да то некако го гледаш, ама не можеш никако ти да влијаеш на тие да го адресираш она што ни е нас интересно и нас потребно. Затоа мора да е македонска играна продукција и се надевам, пак ќе речем, не е то предвидено дека на тоа го засниваме овој развој и така натаму, но во тој случај би можеле место не знам 4 оригинали кои би се планирани, да речем, во текот на една година, оние крупни оригинали, да направиме 6. Така, зашто да не? Зашто да не? Крај крајва, така и телевизиите, и македонската телевизија треба да влезат во ова, така ние сме тука да бидеме копродуценти на повеќе, да речем, користејќи го и нашите искуства и парите овие кои се соберат од ова, да. Треба се што ќе се создава, има простор сега каде да се пласира покрај телевизиите кои што даваат простор,
покрај киносалите, каде што може еднаш нешто да видите, ако стигнете да го видите. Конечно има простор каде луѓето да ги гледаат овие работи и на интернет или на оној начин на кој што ги гледаме светските. достапен начин е така, значи нема тука не мораш дали со таа. И колку е најскапата претплата? 299, таа остана 299. Да. Најефтината што беше остана 299. А Тоа е ова 299. хибридниот модел со ова е 199, дури во 6 месечни пакети е 166 денари. Јас не ги сакам маркетиншките трикови, значи за 200 или 300 денари луѓето можат да поддржуваат македонска продукција. Многу ти благодарам, Дарко, денеска што разговараше со нас. Се надевам дека ти беше интересно. Супер, да. И те чекаме сега кога ќе ги приберете средствата да испромовираме што се ново ќе може луѓето да гледаат и секако да го гледаат што го врти светот и на глеј. Би било супер за нас, малку ќе креираме, повеќе Јована, да ќе креираме, јас привлечеме. сум уверен дека ќе биде ова и дека на сите, ти си во двојна улога, не си само водител на подкастот, него си и креатор, продукцијски креатор, која си учествувала во успешни проекти, така имаш и овој подкаст е успешна приказна. Ќе креираме, јас тврдам дека Македонија може да креира квалитетни содржини кои ќе бидат интересни, поинтересни од било која странска содржина за македонскиот народ. Мене ми звучи ова супер, само визионерски, друг начин за напред нема. Фала ти. Така е, фала ти и тебе.